Убавицата и ѕверот. Пред многу години си живееше еден богат трговец. Тој имаше 3 убави ќерки. Но најмалата ќерка привлекуваше сечие внимание. Таа не само што беше убава, туку беше и љубезна. Восхитени од незината љубезност, сите ја викаа убавица. Еден ден, бродовите на трговецот натоварени со многу вредна стока, потонаа во морето поради страшна бура. Семејството на трговецот беше осудено на сиромаштија и затоа се преселија да живеат на село. Помина долго време и еден ден трговецот доби вест дека еден од неговите бродови се спасил од бурата и успел да се вкотви на брегот. Тој побрза кон градот за да ја земе стоката која беше натоварена на бродот. Враќајќи се од градот, трговецот мораше да помине низ една шума. Бидејќи трговецот беше изморен од долгото патување, бараше место каде што ќе ја помине ноќта. Одеднаш се најде пред еден голем и пуст замок и одлучи таму да побара за солниште. Внатре пронајде маса полна со вкусна храна. Јадеше додека се засити. Потоа заспа. Утрото трговецот се обиде да го пронајде сопственикот на замокот. Откако не успеа, посака да набере неколку рози од градината за најмалата ќерка. Одеднаш, страшен ѕвер му се развика. Ти неблагодарно суштество! Ти дадов храна и за солниште, а ти ми ја уништуваш градината. Ке те убијам! Преплашениот трговец молеше за прошка. Ѕверот рече: ке ти простам и ке те пуштам да заминеш, но под еден услов. Една од твоите ќерки да дојде и да живее со мене. Трговецот се согласи и со тешко срце тргна кон дома. Кога на своите ќерки им раскажа за случката, убавицата одлучно се пријави таа да оди и да живее кај ѕверот. Беше доцна кога убавицата и незиниот татко пристигнаа кај ձверот во неговиот голем и осамен замок. Тој им посака добре дојде и на трговецот му кажа да заборави дека некогаш имал ќерка која се вика убавица. На овие зборови трговецот се растажи, а убавицата занеме од болка. Животот во замокот беше здодевен. Убавицата не знаеше што да прави, затоа сама талкаше низ замокот, шеташе низ градината и разговараше со птиците. Но длабоко во своето срце, потајно посакуваше еден ден да се врати во своето семејство. Иако ձверот беше грд, имаше нежно срце. Убавицата и ձверот се среќаваа единствено за време на оброците. Сепак, тој забележа дека на убавицата и недостасува незиното семејство. Затоа и даде едно волшебно огледало во кое таа можеше да го гледа својот татко и сестрите. Поминуваа месеци, а убавицата се привикна на животот во замокот на ձверот. Еден ден, ձверот ја праша: Убавице, дали ке се омажиш за мене? Убавицата се изненади и не можеше да одговори веднаш. Откако размисли малку, таа одговори: Ти си мој добар пријател, но јас не можам да се омажам за тебе. Ձверот не кажа ништо и тивко си замина.
Никогаш повеќе не разговараа за тоа. Убавицата вети дека вечно ќе му биде пријателка и животот продолжи по вообичаениот тек. Еден ден додека убавицата гледаше во волшебното огледало, виде дека незиниот татко е многу болен и дека лежи во постела. Неговата последна желба беше да ја види убавицата. Кога го виде ова, убавицата се растажи и посака да оди дома. За време на вечерата со ѕверот, убавицата горко заплака. Мојот татко умира. Сакам да го видам. Ѕверот се растажи и се согласи убавицата да оди во посета на болниот татко. Но исто така, ја предупреди дека мора да се врати за 7 дена, а доколку не се врати, тогаш тој ќе се разболи. Убавицата се врати дома и сите беа многу среќни. По некое време незиниот татко оздраве. Но секогаш кога убавицата ќе споменеше дека треба да се врати кај ѕверот, сите стануваа тажни. Времето поминуваше и убавицата заборави на ветувањето што му го даде на ձверот. Една ноќ, додека спиеше, убавицата сонуваше страшен сон. Во сонот виде дека ձверот е многу болен и дека умира. Веднаш стана и отиде кај својот татко. Сега морам да одам во замокот затоа што ձверот е многу болен и умира. Пред татко и да успее да се спротивстави, убавицата замина кон замокот. Кога пристигна во замокот, го најде ձверот на работот смртта. Плачејќи му рече: Те молам, немој да умреш. Ке се омажам за тебе. Во истиот миг, ձверот се претвори во прекрасен принц. Убавицата беше зачудена. Принцот и раскажа дека бил магепсан од една злобна вештерка и дека од магијата можела да го ослободи само љубовта на некоја жена. Така, тие се венчаа и живееа среќно до крајот на својот живот. Uvero, tu babicata.